Прес на ВМРО ДПМН е Штип има ли одговорен за неквалитетното асфалтирање во Штип? Компанијата која што го асфалтираше пристапниот пат до модуларната ковид болница е истата компанија која што пред непол месец неквалитетно ја реконструираше улицата Кеј Маршал Тито. Поради очигледни пропусти на главниот крвоток во Штип, го прашуваме градоначалникот, кој ќе превземе одговорност за лошата изведба после негативните оценки од страна на надзорот. Дали се работи за сделка со личен интерес при соработка со оваа фирма? И докторе, должен си да одговориш, кој има најголем ќар од лошата и неквалитетна работа на оваа фирма? На реторичното прашање од ВМРО ДПМН, штипскиот градоначалник возврати со следново. Видите, кога зборуваме за одредени работи, секој тргнува само од себе, што би правил во одредени ситуации. Така да ВМРО ДПМН веројатно поттикнати од 11 годишното владење и склучувањето на тие лични сделки со изведувачите и тргнуваат дека 10, 15, 20% миле да не е многуве ќарот кој што го земале од изведувачите. Во времето на СДСМ и времето на ова работење во 8-10 месеци како што сум градоначалник на оваа општина, сите тендерски постапки се јавни, отворени, транспарентни. Фирмите кои што добиваат на овие тендери се фирми кои што ги изведуваат улиците. Имаме наш надзор, собствен надзор на општината и плюс дополнителен надзор на изработка на улиците. Исто нашиот надзор и надзорот на улиците кажаа дека улиците не се со слаб квалитет уште пред неколку месеци, не се ВМРО ДПМН и луѓето внатре сведоци, односно иницијатори на оваа работа, како што му кажав и на господинот Јорданов. Значи уште пред 2 месеци веќе имавме незадоволство од самата изведба на улицата, квалитетот на асфалтот и веќе надзорот си ја поттегнува таа работа и постапка за да се докаже неквалитетниот асфалт и да се врати изведувачот повторно на терен, да си ја заврши работата. Да, изведувачот ќе се заврши работата на собствен трошок заради тоа што изработил според надзорот и неквалитетна улица.